Добро вечер. Ако сте на програмата на телевизија Плюс, ке го проследите најновото издание на Дневникот. Останете со нас, започнуваме по кратките најави. Приоритет на јавното предпријатие Куманово газ е гасификација на општата болница. Повеќе зелени површини во наредната година предвидуваат надлежните од јавното предпријатие Чистота и зеленило. Средношколците даруваа пакетчиња во општа болница. Гасификација на општата болница е приоритет на јавното предпријатие Куманово газ за наредната година. Ова е предвидено во програмата за работа за 2018 година. Приоритет за наредната година на јавното предпријатие Куманово газ е приклучок на гасификација на општата болница која во моментов се затоплува на мазут. Истакна на денешната седница на Советот директорот Драган Петровски. Анализирајќи ја работната програма за 2018 година, Петровски нагласи дека ќе продолжат со изградба на нова гасификациона мрежа, но и со приклучоци на веќе постоечката. Имаме предвидено должина околу 22.000 метри, односно 22 километри, за изградба на секундарна гасоводна мрежа, така да на ова мрежа планираме да изградиме 4.000 метри, односно 4 километри мрежа на делници од дистрибутивна, и тоа на улиците Цар Самуил, Никола Вапцаров, 11 ноември, Осоговска, Сава Ковачевиќ, Боро Прцан, Титова Митровачка, Васко Карангелевски, Моша Пијаде, Лесковачка, Авно, Индустријски, Железничка. Значи на ова нова изградена мрежа планираме да изградиме некаде околу 250 приклучоци. Петровски дополни дека е планиран и приклучок на колективна зграда со 120 стамбени единици на улицата Моша Пијаде. Советниците ја поздравија одлуката наредната година приоритет да биде приклучокот на општата болница. Јас како вработена во ЈЗО Општа болница Куманово ги знам потребите од добро затоплување пред се на болницата и ја поздравувам одлуката да биде приоритет гасификација на овој објект, со што би се задоволиле потребите пред се на пациентите, а потоа и на вработените, и воедно со оваа одлука ќе се намали загадувањето на воздухот во Куманово, имајќи во предвид дека и мерната станица за загадување на воздухот се наоѓа во самиот круг во дворот на болницата, каде што се наоѓа и котларата, а денеска и досега загревањето беше на мазут, така да ќе се острани и тој дел со загадување на воздухот. На денешната седница на Советот, освен работната програма за 2018 на Куманово газ, беа усвоени и 3-месечните извештаи за финансиско работење. Членовите на Советот на општина Куманово од редовите на ВМРО ДПМНЕ и Коалицијата за подобра Македонија и денеска не учествуваа во работата на четвртата седница. Тие во знак на бојкот за притворените со партици, обвинети за терористичко загрозување на уставниот поредок и безбедноста на Република Македонија се заминаа. Поради недемократското однесување на власта во Република Македонија и селективниот пристап, во знак на поддршка на притворените уставобранители, меѓу кои има наши сограѓани од Куманово, ВМРО ДПМНЕ и Коалицијата ќе ја напуштат четвртата седница на Советот на општина Куманово. Благодарам. На денешната седница беа усвоени програмите за одржување јавна чистота на јавни сообраќајни површини во Куманово за 2018 година и за уредување и одржување на градското зеленило за наредната година. Надлежните најавуваат повеќе зелени површини. Нови озеленувања, хортикултурно уредување и одржување на градското зеленило се предвидува во програмата на јавното предпријатие Чистота и зеленило за наредната година. Директорот Сашо Петрушевски најавува дека со реализацијата на новата програма Куманово ќе добие нов изглед. Ова година програмата е зголемена во однос на минатата година, е пообемна со тоа што се она што беше во минатата програма за одржување на постојните зеленоцветни површини и парковите во општина Куманово, ќе си остане и ова година со сите оние операции кои јавно предпријатие ги врши со одржување на плоштадите, парковите, спомен костурница, булеварите, објектите, со тоа што програмата е зголемена за нови озеленувања и хортикултурни уредувања и засадување на дрвја и разноразни во однос на потребите на просторот цвеќиња, со тоа што
мислам дека во наредниот период од март-април, кога ќе може да се извршуваат овие операции, на сите тие простори јавно предпријатие ќе врши заседување на се она што ви го кажав, на тие цветни насади на дрвја, со тоа што мислам дека во наредната година и општина Куманово, односно градското подрачје, ќе добие еден нов лик. Сметам дека треба да ги поддржиме овие напори и понатаму да се залагаме за уште позголемен обем на зелени површини и нови садници, бидејќи не се работи за естетски само и хортикултурен момент, туку во услови на зголемен степен на загаденост, на загрозеност на животната средина, на потребите од чист воздух, прочистување на амбиенталниот воздух и, да кажеме, целокупните тенденции во атмосферата. Ова станува услов без кој не се може и сите ние како граѓани, а особено овдека како членови на локалниот парламент и како јавни предпријатија кои ја превземаат таа надлежност, треба да превземеме сериозна одговорност во таа насока. Освен програмата за уредување и одржување на градското зеленило, на денешната седница беше усвоена и програма за одржување јавна чистота на јавните сообраќајни површини во Куманово за 2018 година. Како што информираше директорот Петрушевски, заради поефикасно одржување на хигиената во градот, ќе се набавува ново помало возило за изнесување на смет, со кое што ќе може да се влезе во сите тесни улички, особено во делови од населбата Перо, Чичо, Средорек и Бавчи, што се однесува до отстранувањето на дивите депонии. Петрушевски потенцираше дека и досега предпријатието заедно со општината и подизведувачите редовно ги расчистувале дивите депонии, апелирајќи до граѓаните да ја одржуваат хигиената. Во наредниот период комуналното предпријатие ќе поработи и на подигање на еколошката свест на граѓаните. Новата локална власт, наместо да ја избере српската заедница во Македонија, регионален одбор Куманово да ги реализира културните настани и датуми се битни за србите. Како досега таа одлучи да ја прифати програмата за работа за 2018 година на Обединетата српска заедница Куманово, здруженијето кое што неодамна беше формирано. Незадоволството од одлуката на Советот, советникот од ДПСМ Саша Николит денеска го изрази преку пресконференција. Станува збор за Свети Сава, националниот празник на србите во Република Македонија, и за турнирот Видовден кој традиционално секоја година го организиравме претходно ние. Именно Обединетата српска заедница во годините на назад немат изведено, реализирано ниту една манифестација, а сега одеднаш се појавуваат како носители на сите оние манифестации кои претходно ги организираше српската заедница во Република Македонија. Тоа е една работа која сакаме да ја споделиме со пошироката кумановска јавност и да кажеме дека во изминатите години, иако финансиски ни беа одобрени средства од буџетот на општина Куманово за реализација на Свети Сава, за Видовденскиот турнир, досега од општинскиот буџет во последните 5 години Српската заедница во Република Македонија, регионален одбор во Куманово нема добиено ниту еден демар. Сметавме дека со конституирање на новиот совет и со избор на нов градоначелника таа работа ќе се промени, но за жал локалната власт отиде чекор понатаму, избра едно ново здружение кое нема никакво искуство во реализирање, организирање и спроведување на овие битни датуми од животот на србите во Република Македонија, посебно во општина Куманово. Како споредба сакам да кажам дека Република Србија, на припадниците на македонската заедница кои живеат во Република Србија, на годишно ниво им одобрува финансиски средства во износ од 480.000 евра, за разлика што овдека тоа е минимално споредено со тоа што го прави држава Србија, иако во Република Србија живеат по процент многу помалку македонци отколку што срби живеат во Република Македонија. Исто така за споредба можам да дадам и уште еден пример, општината Панчево, која е збратимена општина на општина Куманово, за македонците кои живеат во тој дел на Република Србија, во таа општина издвојуваат илјадници евра, додека општина Куманово одобрува, а никогаш нема исплатено ниту оние основни средства. И уште една работа ќе ја споменам, тука ќе се надовржам и со културно-уметничкото друштво Српски вез, кое веќе 5 години функционира на територија на општина Куманово со своите настапи во Републиката и надвор од Републиката, не само што го презентира културното наследство на србите кои живеат на овие простори, туку ја представува и Република Македонија и нашата општина Куманово, и ова културно-уметничко друштво за овие 5 години нема добиено никакви финансиски средства од општина Куманово, односно од буџетот на општина Куманово. И третата работа која сакам да ја споделам со кумановската јавност, денеска честитката која добивме како советници
од страна на општинската администрација или не знам која беше поделил, беше напишана честитката на сите јазици, на сите припадници на етнички заедници кои живеат во општина Куманово, освен на српски јазик и на кирилското писмо на кое пишува српскиот народ. Сметам дека крајно време е овој однос на локалната власт да се промени кон српската заедница во Република Македонија или барем оној дел кој политички не припаѓа кон оваа опција која е моментално на власт. Маж, жена и нивниот син завчера истепале полициски службеници од полициското оделение Ранковце и полициската станица Крива Паланка, кои сакале да им го одзема тракторот поради немање соодветна документација. Како што соопшти МВР, завчера околу 10 часот и 25 минути, 54 годишен жител на Одрено, општина Ранковце, заедно со неговата 40 годишна сопруга, малолетните синови, физички нападнале полициски службеници. Полицајците требале да извршат интервенција од земање трактор натоварен со дрва без соодветна документација, сопственост на ДТ. Тој со тракторот превезувал околу 3 кубни метри багремови дрва. При интервенција на полициските службеници, ДТ со метална шипка удрил еден од полициски службеник. Неговата сопруга каснала друг полициски службеник, а едниот малолетник со рака удрил полициски службеник во пределот на телото. Нападјачите биле приведени и задржани во полициската станица Крива Паланка. Се преземаат мерки за целосно расчистување на случајот. Ученици од 5 основни училишта денеска организираа хуманитарен новогодишен базар. Собраните средства ќе бидат донирани на едно семејство од Куманово. Хуманитарен новогодишен базар за помош на едно девојче од Куманово се организираше денеска пред влезот на основните училишта Браќа Миладиновци и Крсте Мисирков. Ученици од 5 основни училишта под менторство на професорката по иновации Елена Кипријановска изминативе денови, користејќи ја својата креативност, изработиле најразлични новогодишни украси кои што случајните минувачи денеска имаа можност да ги разгледаат, но и да си купат од нив, донирајќи ги парите за помош на семејството. Хуманитарниот базар беше посетен и од градоначалникот Максим Димитриевски, председателот на Советот Атина Мургашанска и неколкумина советници. Најпрвен голема благодарност до сите ученици кои што со нивната креативност даваат допринос да се помогне на еден нас сограѓанин. Нема да ја користиме приликата да именуваме, но само ќе ја потикнеме оваа иницијатива и целосно ја подржуваме како локална самоуправа, бидејќи ова сметаме дека ова е најсоодветен начин на кој што заедницата треба да излезе во пресрет на сите нејзини граѓани и да даде помош во рамките на своите можности. Ја поздравувам иницијативата, се заблагодарувам на сите ученици, професори, сите организации, сите основни училишта кои што дадоа свој допринос да овој хуманитарен базар биде успешен. Имаме 5 училишта во прашање се училиштето Браќа Миладиновци, Крсте Мисирков, Толи Зордомис, Магдалена Антова и Битолски конгрес од Лопате. Инаку во сите овие училишта и предавам, значи учениците беа толку креативни, толку добронамерни да еве ваков еден хуманитарен базар организираме и сепак ние досега барем успешен, се надевам дека до крајот ќе биде успешно реализиран, со тоа што сепак средствата одат од дете за дете, нема да именуваме ученик, значи сепак учениците знаат дека од ученик за ученик одат средствата и дај Боже да имаме уште многу вакви хуманитарни базари каде што треба да се помогне за да во среќата се насмее во секое семејство, па и онаму кај што највеќе е потребно да во моментот се донира. Хуманитарни активности за помош на ова семејство се планираат и во наредниот период. Секторот за внатрешни работи Куманово поднесе кривична пријава против ТС-47 од Скопје и ГС-37 од Крива Паланка, поради постоење основи на сомненија за сторено кривично дело, предизвикување општа опасност, информираат од Министерството за внатрешни работи. На 8 месецов, околу 00:50 часот, на автопатот Куманово-Скопје, пред бензинска пумпа во село Романовце, ТС со патничко возило Волво, откако го
пристигнал од левата страна товарно возило Сканија, управувано од ДА-21 од село Градско, преку прозорец извадил пиштол со цел да го запре. Во тој момент од неговата бочна страна наишол ГС и со возилото започнал да го потиснува товарното возило кон неговата десна страна. Тој удрил во товарното возило, пошто му пукнала гума и возилото на второпријавениот застанало. Потоа ДА продолжил со движење кон Скопје и во кругот на една фирма телефонски го пријавил настанот во полициската станица Куманово, додека второпријавениот го оставил возилото на автопатот, го напуштил возилото. Новогодишни пакетчиња за децата кои што се сместени на детскиот оддел и инфективното оделение во болницата денеска подарија членовите на Средношколската асоциација. Членовите на Средношколската асоциација денеска подарија новогодишни пакетчиња на децата кои што се сместени на детскиот оддел и на инфективното оделение при општата болница Куманово. Целта на акцијата е да се потикне хуманоста кај средношколците, но и кај сите хумани луѓе. Ние денеска како училишен тим и како локален тим на Средношколската асоциација дојдовме да дадеме донација во вид на пакетчиња на деца болни кои што легаат во општата болница во Куманово. Ова се дел од членовите кои дојдоа со мене и ова е еден дел од проектот Секој ден хуманност кој што го реализираме секое полугодие. Ова е во првото полугодие и е успешно. Ова е прва акција, во иднината планираме многу повеќе акции, во второто полугодие планираме уште повеќе да даваме донации. Веќе се вклучивме во давањето на донации, во давањето на поддршка за болната Јована од парализа која што бара хуманитарна акција. Средношколската асоциација за сега опфаќа ученици од економското Перо Наков, техничкото Наце Буѓони, гимназијата Гоце Делчев, како и економското училиште кое следи настава на албански јазик. Кривични пријави до основното јавно обвинителство вчера поднел секторот за внатрешни работи Куманово за злоупотреба на службена положба и противправно лице и управител на компанија под сомнение за сторено кривично дело незаконска експлоатација на минерални суровини. Од страна на секторот за внатрешни работи Куманово до основното јавно обвинителство во текот на вчерашниот ден била поднесена кривична пријава против 70-годишниот ЗС, собственик на правното лице Отљанац Звонко, Доел Куманово, и овластеното лице на подружницата Сепарација Отљанац и против правното лице Отљанац Звонко, поради постоење основано сомнение дека го сториле кривичното дело незаконска експлоатација на минерални суровини по членот 225А од Кривичниот законник на Република Македонија. Како што стои во соопштението на СВР Куманово, правното лице на 11 минатиот месец со намера за себе и за приватното лице да прибави противправна имотна корист, иако знаел дека е поминат рокот за важење на договор за концесија за експлоатација на минерална суровина песок и чакал на локалитетот во село Добрашане, на 13 минатиот месец склучен помеѓу владата на Република Македонија застапувана од министерот за економија и Отљанац Звонко Доел Куманово, кој бил со рок на важење на концесија до 3 септември 2017 година предвиден со членот 3 од наведениот договор, извршил експлоатација на минерални суровини, при што правното лице ангажирало еден од вработените со товарно моторно возило марка БМЦ со кумановски регистарски ознаки собственост на правното лице да изврши превоз на суровините до Сепарација Отљанац, каде што се врши преработувачката на суровините. Во текот на вчерашниот ден до основното јавно обвинителство Куманово од страна на СВР Куманово била поднесена и кривична пријава против 54 годишната МС, поранешен директор на општинското основно училиште 11 октомври, поради постоење основи на сомнение дека го сторила кривичното дело злоупотреба на службена положба и овластување од членот 353 од Кривичниот законник на Република Македонија. Како што стои во соопштението на СВР Куманово, пријавената во својство на одговорно лице директор на основното училиште во повеќе наврати ја злоупотребила својата службена положба и овластување, пречекорувајќи ги границите на своето службено овластување самостојно вршејќи набавки без донесена одлука на училишниот одбор за јавни набавки,
без да спроведе било каква постапка за јавна набавка и прибирање на понуди од повеќе добавувачи и со склучување директни спогодби со нив без планирани и одобрени буџетски средства за таков вид на набавки за кои дел од набавките не склучувала договори, а за дел склучила договори за набавка директно со добавувачите во износ од 440.837 денари. Истата неодговорно постапувала при прибирањето на парични средства од ученици во готовина во точно неутврден износ по разни основи за кифли, обезбедување и екскурзии на образец каса да прими. Дел од таквите прибрани парични средства ги плаќала директно на добавувачи во готово, зашто издавала образец каса да исплати без парите да бидат вирмански внесени на сметка на училиштето за самофинансирачки активности, а дел од тие пари во готовина неодговорно ги трошила за разни други потреби во училиштето и со тоа создавала долгови на добавувачи, оштетувајќи го училиштето за точно неутврден износ. Незаконски постапувала и на начин што го давала под закуп на физички и правни лица спортскиот објект сала, кој во склоп на училиштето без одобрение на градоначалникот на општина Куманово, зашто примиле парични средства во готовина, од кои средства потоа дел ги внесувала вирмански на сметка на училиштето за самофинансирачки активности, а дел од парите во готовина неодговорно ги трошила за разни други потреби во училиштето и со тоа создавала долгови на добавувачи, оштетувајќи го училиштето за точно неутврден износ, стои во соопштенијата од секторот за внатрешни работи Куманово. Индустриското производство од јануари до ноември годинава бележи раст од 0,5% во однос на истиот период лани, објави Државниот завод за статистика. Според објавените податоци, индустриското производство во ноември годинава во однос на ноември лани бележи раст од 4,1%. Зголемувањето во секторот преработувачка индустрија е резултат пред се на зголемено производство на прехранбени производи, на основни фармацевски производи и фармацевски препарати, на производи на гума и производи од пластични маси, на други неметални минерални производи, на фабрикувани метални производи, освен машини и опрема, на електрична опрема, на машини и уреди, не споменати на друго место, и производство на моторни возила, приколки и полуприколки. Во продолжение вестите од Македонија. Македонија до година ќе потроши за 2,7% повеќе финална енергија од годинава, предвидува енергетскиот биланс за 2018 година. Најголемо учество во потрошената енергија ќе имаат нафтените продукти со 51,5%, пошто ќе следува електричната енергија со 28%, биомасата со 10,5% и јаглените со 5,3%. Како што беше истакнато на седницата на Македонската енергетска асоциација, на која се разгледуваше енергетскиот биланс, 39% од вкупната потрошувачка на финална енергија ќе ја абсорбира сообраќајот, 27% индустријата, 26% домаќинствата, 5% комерцијалниот и услужниот сектор, 1% земјоделството. Производството на електрична енергија се предвидува да изнесува 5766 гигават часови, за 3% повеќе од 2017 година. Ослободување од работни обврски на бремени жени, лица постари од 60 години, како и лица со хронична астма, прележан миокарден инфаркт или мозочен удар без разлика на возраста со препорака на матичен лекар е една од мерките која од утрово стапи на сила по добиените информации од Управата за хидрометеоролошки работи за квалитетот на воздухот, кој последователно повеќе од 2 дена е надминат на дозволеното, односно над 200 микрограм честички на метар кубен, особено во мерните станици Лисиче, Ректорат и Тетово, каде достигнува и над 600 микрограм честички на метар кубен. Министерството за животна средина и просторно планирање овие мерки ги предлага согласно заклучокот на владата на Република Македонија на 40-тата седница, во кој се предлага реорганизација на работното време и лицата кои работат на отворено да работат од 11 до 17 часот. Во мерките се препорачува Министерството за здравство да ја задолжи службата за hitna медицинска помош да доставува информации за број на повици според диагноза МКБ-10, пол, возраст, место на живење, општина, за време траењето на епизодата на алармантното загадување на воздухот на дневна основа, се до завршување на епизодата и една недела по завршувањето. Се препорачува да не се организираат спортски надпревари и други културни манифестации на отворено, да се обезбедат услови за зголемени активности на службите за hitna медицинска помош, домашна посета и патронажна служба. Сите правни
правни субјекти да го реорганизираат работното време. Во мерките се наложува владата да ги задолжи сите органи на државна управа, агенции, фондови, бироа, заводи, јавни предпријатија и акционерски друштва во државна собственост, како и единиците на локалната самоуправа, да ја намалат за 50% употребата на службените возила. Министерството за труд и социјална политика во соработка со Црвениот крст, здравствениот дом и единиците за локална самоуправа да обезбедат прифатилишта за сместување бездомници, да дадат поддршка на стари осамени лица преку организирани посети. Портпаролот на владата Миле Бошњаковски денес изјави дека нема инсулинска криза и дека има доволно залихи на инсулин. Нашите информации говорат дека во моментот има доволно залихи и не постои инсулинска криза, истакна Бошњаковски, најавувајќи дека новиот министер наскоро ќе излезе на пресконференција и јавноста ќе има повеќе информации за сите актуелни прашања поврзани со секторот здравство. Сдруженијето на лица со дијабет, шеќер, челилито под Велес денес ќе излезе со отворено писмо до премиерот Зоран Заев, во кој укажува дека речиси цел месец нема инсулин и дека повеќе од сериозна е состојбата со лицата со дијабет во државата. Речиси еден месец некој се поигрува со судбината на над 50.000 инсулин зависни граѓани, од кои над 500 се деца. Време е вие лично да се ангажирате и действувате. Уште еднаш од вас бараме да ставите моментален крај на инсулинската криза во државата. Инсулин да стасува до секој што му е потребно, а истовремено да донесете систематско решение со кое нема да се возможи следната криза која и сега мислиме дека е наметната, но и без оглед на тоа ни одзема животи, се вели во писмото. Времето во Куманово денеска беше облачно, а дуваше југоисточен ветер. Максималната температура денеска изнесуваше 9 степени, а минималната 3. За утре метеоролозите најавуваат облачно време со услови за дожд, а ќе дува југоисточен ветер. Дневната температура ќе достигне до 8 степени, додека утринската ќе се намали до 2 степени Целзиусови. Со информацијата за времето го завршуваме и денешното издание на Дневникот. Ви посакувам убава и пријатна вечер, се гледаме утре во исто време. Довидување.